До 4 март трае рокот за поднесување на барања за субвенционирање на трошоците за комунални услуги од општина Куманово. Заклучно со вчера поднесени се 785 барања од страна на неколку категории на граѓани, информираат надлежните од секторот за култура, посочувајќи дека вообичаено граѓаните го чекаат последниот рок за доставување на документите до архива на општина Куманово, што пак укажува дека бројката на барањата деновиве ќе се зголеми. Го продолживме јавниот повик за месец дена кој ќе заврши на 4 март тековниот месец. До сега може да ви кажеме, сите ги знаете, стечени работници, самохрани родители, изгрижувачки семејства кои наполниле 18 годишна возраст и имаат статус на дете, лица корисници на право на социјална сигурност за старите лица, приматели на надоместок поради попреченост на тешка и длабока интелигентност, попреченост, најтешка телесна попреченост, потполни слепи лица, потполни глуви лица, примателни на ГММ, обезбедени материјално стамбени необезбедени лица. Вкупно имаме 785 барања, 400 вкупно се 402 се поднесени барања, 342 се изготвени решенија до сега. Се надеваме дека овие тековни денови, за жал кај нас секогаш се чека последниот рок за доставување, така да очекуваме уште барања и исто така повикуваме еден апел. Сами знаете дека спрема одлуката што е на Совет, поднесители на барања за остварување на право на еднократна парична помош почнува од 1 до 5 секој месец во првите тромесечија, а тоа е март, април и мај, може да поднесат барања за ЕПП, за еднократна парична помош. Субвенционирањето на комуналните трошоци, односно за потрошена вода и изнесување на смет по семејство, изнесува вкупно 1200 денари, 900 за вода и 300 денари за отпад. Годинава вкупниот општински буџет за субвенционирање на социјално ранливите категории, вклучително и еднократната парична помош, изнесува околу 13 милиони денари. Минатата година биле субвенционирани околу 400 семејства, вклучувајќи ги и корисниците на еднократна парична помош.